права земја која го обрза возачот и патникот на предното седиште да се врзуваат со сигурnosни појасеви кога возилото е во движење, односно која со закон го регулира задолжителното користење на појасите, беше државата Викторија во Австралија. По неа истото го сторија и многу други земји во светот. Без сомнение, бројот на земјите кои го донесуваат овој пропис е се поголем. Обврската да појасот задолжително се користи не е донесена случајно. По многу тестирања, извршени испитувања и пратење на статистичките показатели за сообраќајните несреќи, утврдено е дека појасите во многу несреќи ги спасиле животите на возачите и патниците. Докажана е голема полза од сигурносните појаси, особено при челните судери, при превртување и паѓање во вода со возилото. Доволно е да кажеме дека појасот го штити возачот од удири кои би можеле да предизвикаат безсвесна состојба или пак некои потешки повреди, а човекот во таква состојба не е во можност да сами од себе си пружи помош. Од 1 јануари оваа година, со закон е пропишано задолжително вградување на сигурносните појасеви во возилата и кај нас во нашата република. Меѓутоа, очекувањата дека возачите и нивните сопатници ќе ги користат појасите не се исполнија. Во деновите на минатиот викенд, заедно со представниците на сообраќајната милиција, направивме увид на возилата кои се движеа по патот Скопје-Тито Велес. Резултатот беше поразувачки. Во многуте запрени автомобили појасеви беа вградени, но за жал ниеден од возачите и патниците не беше врзан со појасот. Зошто веќе вградените појаси не се користат, запрашавме неколкумина возачи. Сигурносни појаси имам уште кога сум ја земал колата, тоа е 72 година, меѓутоа до денеска не сум ги употребил. Не сум ги употребил затоа што не ми се дало прилика и мислам дека не ми користат. Сигурносен појас немам во колата вграден и мислам дека не е потребно. Ги потребувам многу ретко, пошто не возам на не знам какви дугачки релации, сум овдека низ град само, иначе на долга вожња ги употребувам. Има 2-3 дена кога сум купил сигурносен појас, но до сега не сум го употребил. А зошто не го употребуваш? Мислам дека ме знамат. Сматрам да сигурносни појасеви се непотребни тога што не обезбеđuju u izvjesnim slučajevima sudara, preturaња, tumbanja, sigurnosti. Pored toga smatram da su ti pojasevi i jedan izdatak. Јас имам појас уграđен у колава, али не ја употребувам, нема потреба. Ово има карактеристични повреди заради тоа што не бил врзан. Повреди на мозокот, вратните пршлини, градниот кош. Сопатникот во другиот автомобил не настрадал при сударот, зашто не испаднал при сударот од автомобилот и при тоа добил некои помали повреди. Кога би бил приврзан со сигурносниот појас, може би не би бил овде во заводот. Автомобилот е удобен и сигурен кафес, додека го управуваме така како што треба. Кога пак ќе се случи нешто неочекувано, како што е несреќата, сета таа убава обликована внатрешност и усовршена техника, во нормални околности така корисна направа за миг станува претезна за човечкото тело и смртно опасно. Ние хирурзите знаеме дека сигурносниот појас не ги спречува сите повреди кога ќе дојде фронтален судар, но доста ги намалува.
Ако возачот и сопатниците немаат сигурносен појас, може да дојде до мултипни повреди на телото, кога возачот, како од катапулт, излетува низ ватробранското стакло и десетици метри далеко од возилото. Desetine metrov daleč iz vozila in pri tem zadobi velike poškodbe, predvsem poškodbe. При тоа добива големи повреди, а пред се повреди на скелетот, главата, ребетот, градниот кош, карлицата и екстремитетите. Покрај овие повреди на скелето, тука се и смртоносните повреди на мозокот, внатрешните органи, рабетниот мозок, белите дробови, срцето и другите меки органи. Jeter in ostalih mehkih organov. Затоа, ние хирурзите ја препорачуваме употребата на сигурносните појаси. Сигурносниот појас мора да го носат како мажите, така и жените, иако и едните и другите понекогаш имаме непотребни размисли. Навистина психолошки сум постојано напрегнат. Јас сум толку задволен од... Најпрво мене ми е одвратно така да ме држи околу. Спрема многу испитувања кои се направени во разни држави, бројот на жртвите и тешките телесни повреди може да се намали за повеќе од 1/2, ако сите возачи и сопатници носат сигурносни појаси. Сигурносниот појас го спречува излетувањето напред, но при полетувањето напред не го спречува прекумерното искривување на рабетот при враќањето назад на седиштето. Затоа сигурносниот појас секогаш треба да биде комбиниран со потпирач за глава. Ја препорачуваме употребата на потпирачот кој е компактно вграден со седиштето, за разлика од оној кој се употребува како додаток на седиштето. Познаваме повеќе видови на сигурносни појаси, а пред се двојни, тројни и четворни. Појасот кој не препашува преку стомакот и еднаш диагонално преку градите е двоен. При овие појаси, унесреќениот се уште може да се слизне под појасот или пак настрана. Најсигурен е четворниот, така наречениот падобрански појас. Го препорачуваме и тројниот, така наречениот ипсилон појас, при кој забразувањето рамномерно се расподелува по целото тело. Тој вид на појас насекаде можете да го купите, а примената е едноставна и практична. За вас кои мислите дека сигурносниот појас ве ограничува во движењата, добро решение ќе биде ако го употребувате така наречениот динамичен појас, кој при наглото запирање сам се притегнува. Децата кои секогаш седат на задните седишта нека би посебно обезбедени со сигурносни седишта за деца. Во случај кога автомобилот гори или потонува во вода, појасот со своето едноставно отворање не спречува при спасувањето и слетувањето од автомобилот. При секоја потешка несреќа кога појасот бил посилно оптоварен, треба да се замени. Квалитетот на сигурносниот појас, еластичноста, цврстиноста и издржливоста кај нас го контролира Заводот за испитување на материјали. Да, потпирач за главата тоа би било идеално. Ми се чини дека тоа е позитивна работа. Добро би било кога сериски би ги вградувале. За сите важи истото. Ако наместениот појас само еднаш не го употребиме, ризикуваме повеќе отколку кога секогаш би го употребувале. Да не заборавиме, пријателот се познава во несреќата. При автомобилот наш пријател и чувар е сигурносниот појас. Сигурносните појаси не се во состојба да ја спречат сообраќајната несреќа, но без сомнение тие ефикасно ги спречуваат тешките, а дури и смртоносните повреди на оние кои ги користат. Ова беше истакнато на 13-тиот конгрес на хирурзите на Југославија одржан во Скопје. Истото е потврдено и со деталните испитувања во странство, спрема кои сигурносните појаси во сообраќајните несреќи спасиле 50, а дури и 70% животи на возачи и патници. Но сепак, сигурносните појаси, барем засега, кај нас не спасуваат многу животи во сообраќајните несреќи. Истина е во следното. Неупотребени, само вградени појасеви се исто што и ништо. Висејќи во автомобилот, тие се само украс, а не и заштита на човековите животи во сообраќајните несреќи. Затоа, Советот за безбедност на саобраќајот на патиштата од 15 септември ја започна акцијата за масовна употреба на сигурносни појасеви под име Сигурносни појаси по голема безбедност во саобраќајот.
За успешно одвивање на акцијата, потребно е вклучување и активно учество на сите организации на здружен труд, општествено-политички заедници, автомото друштвата, друженијата на возачите и автошколите. Лака, леви. Газ. Десна. Газ. Лева. Газ, газ. Десна, плюс. Десна, плюс, газ, газ. Лева, минус. Газ, десна, плюс. Газ. По повод празникот, денот на востанието, 11 октомври, во нашата република се одржаа две спортски автомобилски манифестации. На 9 овој месец, во 7 часот, на плоштадот Маршал Тито во Скопје, стартуваа 40 посади од Републиката на авторелито Македонија 77. На ова авторели учествуваа најдобрите пласирани возачи од претходно одржаните надпревари. Патеката во должина од околу 400 км возачите ја поминаа по убаво сончево време, без поголеми тешкотии. Покрај временските контроли кои се состав на секоја авторели, учесниците своите способности ги покажаа и во стрелање со воздушна пушка. Целта на ова надпреварување, инаку одржано во Демир Хисар, е да се во авторелито застапат и некои дисциплини од општенародната одбрана на татковината. Кон оваа задача, учесниците пристапија можне сериозно и со големо задоволство. Возејќи потоа по новиот живописен пат, возачите стигнаа на целта во Крушево. Тука се одржа така наречениот испит на спретност, во кој учесниците мораа да ги покажат своите способности од спретно и брзо возење на специјално подготвен полигон. Авторелито Македонија 77 заврши во пријатна атмосфера во хотелот Монтана, каде на учесниците по освечениот ручек им беа доделени награди. Првото место во категоријата до 785 кубни сантиметри му припадна на Благоја Мишковски од Тетово. Најдобар во категоријата до 1200 кубни сантиметри беше Митко Георгиевски од Битола, а во категоријата над 1200 кубни сантиметри првото место го завзема Ристо Радиев од Битола. Најбрз на испитот на спретноста во Крушево беше Георги Илиевски од Скопје. По завршување на надпреварот, учесниците положија венци и свежи цвеќиња на партизанските гробишта во Крушево. Организаторот на ова авторели, Сојузот на возачите на Македонија, уште еднаш се потврди како добар реализатор на вакви занимливи и мощни корисни автомобилски манифестации.
Во организација на Автомото друштвото Санде Пеовски од Кичево и Автомото Сојузот на Македонија на 11 октомври се одржа авторелито Кичево 77. Околу 50 на посади составени воглавном од млади момчиња и љубители на автомобилизмот се најдоа на стартот во Кичево. Програмата на авторелито беше така концепирана да возачите уште на самиот старт ги покажаа своите вештини во слалом возење. Од Кичево возачите формираа долга колона и возејќи се околу 55 км просечно на час, стигнаа на првата временска контрола во Охрид. Во интернерот на втората етапа од релито, од Охрид до Битола, на планината Галичица беше предвиден брзински испит. Испитот во последен момент беше откажан, што ќе возачите предизвика големо негодување. Наместо брзинскиот дел беше одржан испит на точноста. Потоа, возачите преку Битола и Прилеп стигнаа во Крушево, каде што во нивните картони требаше да се запише точното време на пристигнувањето на последната временска контрола. Автомото друштвото од Крушево од необјаснети причини не го исполни ветувањето да одржи временска контрола. По изминатите 360 км, возачите стигнаа на целта во Кичево, каде беше одржан испитот на спретно возење на специјално подготвениот полигон. Во Кичево на возачите им беше приреден свечен ручек, на кој воедно беа поделени и наградите. Првите места во 5 категории ги заземаа: до 785 кубни сантиметри Андро Гигов, до 850 кубни сантиметри Димче Григоров, до 1150 кубни сантиметри Димитар Биливанов, до 1300 кубни сантиметри Ристо Делев и над 1300 кубни сантиметри Ѓуро Велковски, сите од Скопје. Најбрз на испитната спретноста и воедно победник во генералниот пласман беше Андро Гигов. Во екипна конкуренција, првото место му припадна на Академскиот автомото клуб од Скопје. Карактерот на овие автомобилски манифестации е повеќе туристички, но неоспорен е и неговиот придонес за зголемување на сообраќајната култура и воопште на безбедноста во сообраќајот. Во една непрометна улица во Скопје посретнав малиот Владко со количката во која до неодамна се возеше како бебе. Овој автомобил нема мотор, но затоа тука се неговите другарчиња. Запрашан што е тоа во што се вози, тој ми одговори дека е тоа неговата формула. Очигледно, спортот во лимената кутија на 4 тркала со задоволствата кои тој ги овозможува не е повеќе привилегија на возрастните. Но за да се оствари сонот на малиот Владко, ќе треба уште многу време и веројатно многу материјални средства. Навистина, автомотоспортот е скап спорт, а особено кога се работи за возилата од типот формула. Меѓутоа, постои формула која не е скапа, а што е уште поважно, заинтересираниот може сам да ја направи.
Со малку познавање на техниката, неколку делови од стари мотоцикли и малку спретност, навистина не е тешко да се направи формула во минијатура која е популарно наречена картинг. Картингот личи на играчка, но денеска тоа е мощна и сериозна гранка на автомотоспортот која во светот има голем број љубители. Од неодамна и кај нас, особено кај нашата младина, владее големо интересирање за овој спорт. Сојузот на народна техника и автошколата на Црвен сигнал од Скопје деновиве ќе формираат картинг клуб кој ќе ги поврзе и активира љубителите на картингот. Во него, младите ќе можат да ги докажат своите конструкторски способности, да се забавуваат и да ги зголемуваат своите практични и теоретски сознанија од областа на автомобилизмот и сообраќајот воопшто. Прв и засега единствен собственик на картинг во Скопје е Слободан Кулевски. Минатата недела во утринските часови го сретнав во детскиот забавен парк, каде со задоволство го возеше својот мал автомобил. Јас, пратејќи ги разните такмичења во картинг и гледајќи некои списанија, решив да направам еден картинг. Тој се состои најповеќе од цевки кои ги искористив од разни кревети, некои докупив, гумите ги најдов во отпад, моторчето е од Pony Express, која исто така може да се стави и на Pony Express и овдека, како популарно што се вика ова возило картинг. Јас мислам дека предноста е многу голема и дека пред него престои големо значење на картинг клуб кој може да се оформи во Скопје, дека младите со кои јас сум разговарал и сакаат многу да имаат еден картинг клуб во кој би се зачлениле и во кој би можеле да возат, а подобрите би можеле да се такмичат во поголемите рангови, во државното првенство и така натака. Мене ова возило многу ефтино ме фати, скоро речиси без пари.